Заедно со ВМРО имавме 1113, од кои ние 1111, а ВМРО 2. Така што ситуацијата таму не е сјајна. Мислам дека тоа е практично коридор или рида, затоа што сите инвестиции одат во Западна Македонија, нема ништо за Источна Македонија и мислам дека тоа е проект на ДУИ кој што тие како главна партија во владата си го остваруваат. СДС е само приврзок и очигледно тоа име намерата. Првиот закон кој што успеваме веќе втора недела да го закочиме е Законот за работни односи со кој што се предвидува 60 часовна работна недела, односно 12 часа на ден да се работи како во почетоците на капитализмот, во првобитната акумулација на капиталот. Се уште успеваме да го блокираме, првично со филибастер амандмански, а во второ полувреме би го блокирали со зборување. Меѓутоа власта ретерираше, се плашат да го стават на дневен ред, затоа што знаат што ги чека. Мислам дека нема да се осмелат да го стават, но и да го стават ќе го блокираме со зборување, така што тој закон нема да види бел ден. Меѓутоа има уште еден го повлекоа, значи има уште 6 закони кои се во процедура. И мислам дека комисиите кои што ги раководат кадри од ДПМН можат да го спречат, како што до сега спречувале десетици закони. Меѓутоа ќе го видиме дилот, затоа што се шпекулира дека и ВМРО-вски фирми ќе учествуваат во изградбата, така што интересот за блокада не е толку голем кај ДПМН, се гледа и во бројот на амандмани, но ние остануваме се што е штетно да го блокираме и ќе видиме до каде ќе одат. Значи ова е шаховска партија, тие влечат потек, ние влечеме потек и ќе видиме до каде ќе одиме. За сега благодарение на нашите амандмани веќе втора недела Законот за работни односи е блокиран.